Македонија се закотви на дното од земјите во регионот, со раст од 1% во 2023 година е позади 5 земји во Западен Балкан, а на дното според проекциите ќе бидеме и годинава со раст од 2,5%. Пред нас е Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Албанија и Црна Гора. Од Светска банка укажуваат и на високиот дефицит кој во Македонија е најголем и изнесува 5,2% од бруто домашниот производ за 2023 година. А минато годишниот раст се должи на нереализиран извоз и мали залихи кај компаниите. Исто и на помалата потрошувачка заради високите цени. Од банката посочуваат дека треба да има структурни мерки, а не замрзнување на цени кои во суштина не ја решаваат инфлацијата. Гледано индивидуално по земји, растот позитивно изненади во Србија и Црна Гора, како што зборуваше Сања на почетокот, а во останатите земји од регионот беше понизок од очекувањата. Во Северна Македонија растот забави од 2,2% во 2022 година на 1% во 2023, што исто така се должи и на забавување на потрошувачката заради високите цени. Инфлацијата се проектира на 3%, но се уште се гледаат ризици, а еден од нив е изголемувањето на платите повеќе од што расте продуктивноста. Светска банка апелира да се работи на домашното производство за да се намали увозот. Многу се потпираме на земјоделството како извор на раст, извор на вработување. Сепак сте доста голем и увозник на прехранбени производи, особено зеленчуци. А предходно сте биле извозници на зеленчук. Ако се навратиме на овие структурни причини, треба да се запрашаме зошто се потпираме на увозна храна кога имаме компаративна предност оваа храна да се произведува тука. Економскиот раст бил забавен во сите земји од Западен Балкан, а најмногу кај државите кои се трговски врзани со земјите од Западна Европа. Пооптимистички се очекувањата за 2025 година, кога бројките би се вратиле на ниво пред ковид кризата. Препорака за сите власти остануваат структурните реформи.